Струмица интензивно се подготвува за престојното карнавалско издание кое според програмата ќе се одржи на 9 идниот месец, а карнавалските свечености ќе трае до 13 март. Во интерес на поквалитетни маски, годинава Организациониот одбор за прв пат обезбеди финансиска поддршка на учесниците. Секоја група што ќе настапи на карнавалот во зависност од големината на маската ќе добиваат по околу 20.000 денари. Ние минатата година за прв пат после многу години добивме средства од Министерството за култура и тие средства наменски сакаме да ги дадеме на оние кои се корен на карнавалот, на луѓето кои ги прават маските, на здруженијата кои излегуваат на улица и ги презентираат своите маски. Се надевам дека ќе се подобри квалитетот, се надевам дека ќе се подобри и квантитетот. Некои групи својата креација ја прават на квалитет, некои креацијата ја зголемуваат на квантитет. Годинава Струмишкиот карнавал доби помалку пари од Министерството за култура за разлика од лани, и тоа за цели 400.000 денари. Општина Струмица од својот буџет за оваа манифестација ќе издвои 2,5 милиони денари. Првиот човек на општината очекува огромна посетеност на оваа манифестација. Би сакал да биде и уште побогата од минатата година, која што по моје мислење е една од поуспешните години. Очекувам дека многу туристи ќе ја посетат нашата општина во тој период. Тоа имаме некои показатели од минатата година. Уште од сега се ангажирани сите хотелски капацитети во нашата општина. Знаеме дека за време на манифестацијата сите угостителски објекти работат со полна парија. Струмишкиот карнавал се вбројува во топ 20 зимски карнавали во светот, кој со својата оригиналност представува вистинска атракција за голем број туристи од земјава, но и од Балканот.